Čekaj, direktor ti ne brzaj. Само може ли се към началника да... Почитувани, денес присуствуваме на еден убав настан кој што се дешава во нашето основно училиште Ванчо Кетанов во Пекчево, во координација со директорката на основното училиште. Во периодот што помина се преземаа многу мерки за осовременување на нашето училиште, за да добиеме училиште на современите текови и по европските стандарди за образование во нашата држава. Во нашето училиште последните неколку месеци и години се извршија големи зафати, каде што се извршија реновирање на подови, на училници. Ете може да видите дека можеби сме прво училиште во источниот регион на Република Македонија, каде што добивме лифт да го подобриме наставниот процес за учениците кои имаат хендикеп, да не се осеќаат дискриминирани, да ги имаат сите услови, да немаме напор при качувањето на првиот, на вториот, на третиот спрат. Со помош на директорката на училиштето изградивме лифт да се олесни пристапот на учениците до училниците и до наставниот процес. Потоа може да се качиме на погорните спратови, да видите како се уредени ходниците, имаме епоксидни подови за полесно одржување, за дезинфекција. Знаете во какво време живееме, имаме разни болести, вируси. Епоксидните подови се многу лесни за одржување и за дезинфекција. Пристапивме и кон таа работа и веќе е завршена во училиштето. После ќе направиме една снимка, ќе се качите горе да видите, и можам да се пофалам дека нашето училиште општина Пекчево, училиште Ванчо Кетанов, се движи со нормите и трендовите на европските училишта и образованието на тоа ниво. Од постоењето на нашето училиште па до ден денес се направени многу реконструкции за да го модернизираме нашето училиште и да обезбедиме модерни услови како на сите деца во светот, така и на нашите ученици тука во Ванчо Кетанов во Пекчево. Имаме деца со посебни потреби, затоа мора да им направиме инклузија, да ги вклучиме во нормалната настава и сите деца со посебни потреби да имаат пристап до сите кабинети, до сите училници, бидејќи тие се модерни, организирани се внатре со најнова опрема, па затоа мора и децата со посебни потреби да имаат пристап до сите кабинети горе на вториот и на третиот спрат. Инаку бевме приморани учениците со посебни потреби да ги држиме на прв спрат, бидејќи немаше пристап до горните училници. Со таа цел и намера го направивме лифтот од сопствени средства од буџетот на школото заедно со општина Пекчево. И така да овозможиме модерен пристап и модерни услови на сите ученици во нашето училиште. Па и ќе го користиме и за дигање на тежина, кога имаме потреба да качиме нешто на другите спратови, потешки работи, ќе го искористиме за доброто на вработените.
Имаме ли бройка колко тук ученици гледа на големо училище сте? Бројот на ученици е намален со исилувањето. Сега моментално во Пехчево имаме 200 ученика, во подрачно училиште во Црник имаме 51 ученики и во Робово имаме моментално 5 ученици. Ама бројката сепак не треба да биде, иако имаме мала бројка на ученици, да биде тоа дека не ни треба лифт. Лифтот треба на сите ученици со посебни потреби да ги вклучиме нормално како сите други деца во образовниот процес. Може да се стигнат горе различна боја. Горе е друга боја. Сега се мога да ви преведем да почне да Ќе го правим пред тоа. Најмногу лесно за образование, за хигиена и за се. Да се имате на таму убаво и наставен. Довете можете да видите и ходите, да видят от ние шарена школа, да не е хубаво с шкафови. Много